Во сабота на 16 февруари во Штип се одржа 36-тиот регионален надпревар. По математика нашето училиште учествуваше со 31 ученик. Нашето учество не може да биде остварено без поддршка од директорката на училиштето. Како и секоја година, така и ова нашето училиште продолжува традицијата да биде најдобро во целиот регион. На надпреварот учествуваме со ученици од сите 4 години и се вративме со една прва награда, 7 втори, 7 трети и 11 пофалници. Со тоа може да кажеме дека сме училиште со најмногу добиени награди од регионот и сме гордост на нашиот град. Овој успех се должи на напорната и секојдневната соработка на учениците со нивните ментори. Подготовките за надпреварите започнуваат со почетокот на секоја учебна година, кога и почнува работата на математичката секција. На математичката секција се решаваат задачи и проблеми од разни области и со различна тежина. Секако талентот и желбата за математиката треба да постои кај учениците, но добриот резултат се постигнува со напорна работа и посветеност. Ова е уште една потврда дека Солу Јана Сандански останува доследен во своите успеси. Јас сум Јована Георгиева и сум 4-та година. Ова е мојата четврта година поред на регионалниот надпревар. Се враќам со пофалница и мислам дека од мојата година сите се враќаме со награда. Една прва награда, една трета и 5 пофалници. Како беше конкуренцијата и кое е искуството што го носите со враќање од овој надпревар? Конкуренцијата оваа година, за разлика од другите, беше многу помала, бидејќи ние како четврта имаме повеќе активности, но не беше лесно, задачите беа прилично тешки и ние се враќаме со големо искуство, се стекнавме уште со многу повеќе искуства за понатамо и за како да се бориме со поголема конкуренција. Јас сум Марија Велкова од 3-та година и ова ми е 3-та година кога што учествувам на регионалниот надпревар по математика. Се вратив со втора награда, а искуството кое што го стекнавме е големо, бидејќи со одењето на надпревари добиваме многу повеќе знаења од областта на математиката. Кој беше предизвикот со чисто на овој регионален надпревар со оглед на конкуренцијата што имаше? Па конкуренцијата во 3-та година беше голема и при тоа задачите не беа лесни и мислам дека постигнавме добар успех. Постои некој општ став кај сите дека математиката е тешка, како ви успевате да стигнете до толку големи и високи резултати? Епа, не е тешка. Во што е убавината? Убавината е во решавањето на задачите и се тоа што се... Јас сум Виолета Џорлева, ученичка од втора година. На регионалниот надпревар по математика се стекнав со втора награда и секако тоа беше едно искуство повеќе и задачите беа прилично тешки, но решаваме повеќе време, така што немавме проблем. Еве кога учествувате на вакви надпревари, дали кога се враќате во Струмица имате многу поголем мотив и стимул за да инвестирате во знаењето во математика? Секако, тоа ни представува како еден чекор понагоре и мотивација за уште повеќе решавање. И за наредната година искат надпревар да се добија уште подобри резултати. Јас сум Александра Манзаклиева, ученичка од прва година. Добив втора награда на регионалниот надпревар. Ова мене ми е прв пат и се стекнав со многу искуство, па се надевам дека другите години уште подобро ќе биде. Дали сте задоволни со работката со вашите ментори во подготвувањето на овој надпревар? Секако задоволна сум, бидејќи тие многу ни помогна. Што значи нивна поддршка за учество на овој надпревар? Давање на инструкции, давање на поддршка? Секако дека овие задачи за надпревари се потешки, затоа тие треба да ни ги објаснат, но исто така тие представуваат и морална поддршка за нас, па затоа се нив полесни. Затоа што сте прва година, претпоставувам дека ќе очекуваме ваше учество во наредните години со повисоки категории резултати.